По дводневниот самит со членовите на Асоцијацијата на нациите од Југоисточна Азија, американскиот претседател Џо Бајден отпатува за Сеул и Токио и покрај војната во Украина. Сигнал дека Индо-Пацификот останува приоритет на администрацијата на Бајден, а Кина најголем стратешки предизвик. Тоа е синергија на транспацифичко и трансатлантско градење коалиција, рече советникот за национална безбедност Джейк Саливан. President Biden's unique capacity to actually stitch those two together is, I think, going to be a hallmark of his foreign policy. Во Сеул Бајден ќе се сретне со новоизбраниот јужнокорејски претседател Јун Сук Јеол по серијата тестови на балистички ракети од страна на Пјонгјанг. Официјалните лица се подготвуваат за уште едно лансирање додека Бајден е во регионот. Во Токио Бајден ќе учествува на самитот за партнерство Квад со јапонскиот премиер Фумио Кишида, индискиот премиер Нарендра Моди, како и премиерот Скот Морисон или неговиот кандидат Ентони Албенас, во зависност од тоа кој ќе победи на изборите во Австралија денес. Бајден ќе искористи украинската криза за да ја сигнализира на Кина дека едностранните промени на статус кво на сила, без разлика дали се во Тајван или на спорните острови во Јужното Кинеско море, се неприфатливи. The administration wants to make it very clear that there is strong support for Taiwan throughout the region and that there is tremendous capability there, as there has proven to be capability in the Transatlantic Alliance vis-a-vis Ukraine. На самитот исто така ќе се разговара и за неодамнешниот безбедносен договор помеѓу Соломонските острови и Пекинг, кој предизвика страф од кинеската воена база во стратешките води на Јужниот Пацифик. It's been fundamental to Australia's view of its own security that hostile powers should not be able to project force against Australia from the Pacific. Во Токио Бајден ќе ја представи Индо-Пацифичката економска рамка, централниот дел на економската политика на неговата администрација во регионот од Транспацифичкото партнерство, договорот за слободна трговија што администрацијата на Обама го потпиша во 2016-та и од кој администрацијата на Трамп се повлече во 2017 година. Има малку детали за рамката, но едно е јасно. Не ги вклучува компонентите за слободна трговија што ги сакаат регионалните земји. И покрај тоа што неколку земји сигнализираат интерес за рамката, наблюдувачите велат дека ова значи дека на САД се уште им недостасува атрактивна трговска стратегија за да се спротистави на зголеменото економско влијание на Кина. За Алфа телевизија од Гласот на Америка, Јован Чономовски во Вашингтон.